Овој крак е само еден од сите предвидени со проектот за гасификација на нашата земја. Проект за кој оваа година во буџетот се издвоени 1 милиарда и 557 милиони денари или 1,1 милиарда денари повеќе во споредба со 2018 година. Гасификацијата е еден од највредните проекти за граѓаните и компаниите на нашата земја, што ќе донесе намалување на трошоците за енергија и намалени емисии на штетни гасови во воздухот. Влегуваме во сезона целосно поволна за градежните и инсталацијските работи и очекуваме засилена динамика во текот на целата година. Веќе се надминати сите спорни имотно-правни и други моменти за изградба на гасоводната мрежа. Но, како што гледаме овде на лице место, се работело интензивно и во првите 2 месеци од оваа година. Заклучно со февруари, реализацијата на магистралниот гасовод Неготино-Битола преку Прилеп изнесува 36%, во моментот се повеќе од 30 километри налегнати цевки. Веруваме дека за некој месец до 2 ќе бидат повеќе од 50 километри налегнати и монтирани цевки на гасоводната мрежа. Останува во текот на целата оваа година да продолжат градежните и машинските работи, како и работата на оптиката и катодната заштита на линијскиот дел на оваа делница. Во втората половина на годината ќе дојдеме до завршна фаза, со што ги носиме блиску гасот до индустријата и граѓаните. Тоа ќе ни овозможи да влеземе во фазата која ќе ги определиме операторите на секундарната мрежа, кои ќе треба да обезбедат пренос и приклучок по конкурентни цени. Веќе ги анализираме можностите за субвенции или ефтини кредити за приспособување на внатрешните инсталации и опрема за пристап и избор до поевтин еколошки енергенс. Во функција на развојот, јас не гледам подобра прилика освен оваа да соопштам на граѓаните дека донесовме одлука која што ќе имплементираме, да данокот на додадена вредност за користење на гасот го симнеме од 18% на 5%. Ова е навистина мотивација за сите нас, ова е една од најголемите капитални инвестиции за државата, ова е вредно за севкупниот економски раст и развој, ова е вредно за штедење на трошоци кај граѓаните во делот на енергијата и затоплувањето, но и ова е екологија, ова е еднината на нашата земја. Согласно она што го имаме и што беше презентирано од страна директорот на МЕР, 36% од овој лот 2, тоа е од Неготино до Битола, е целосно направен. Очекуваме уште поинтензивно да се работи во овој период, се со цел да најбрзо ги реализираме не само капиталните инвестиции во овој дел, туку овозможиме голем бенефит на граѓаните во Пелагонискиот регион. Имаме отворена траса од над 52 километри и отворена решена експроприација на околу 75 километри од оваа делница. Така што ние очекуваме дека овој проект ќе се реализира со динамичниот план според нашава динамика предложена на почетокот на годинава, дури се надевам дека ќе го надминеме и очекувам дека во вторава половина на наредната година ова делница ќе биде оперативна и ќе биде заполнета со газ и може да се користи за снабдување на овој регион. Општина Прилеп се спремаше и се уште се спрема за понатамошно реализирање на овој проект за гасификација на Прилеп. Имено оформивме Советот на општина Прилеп оформи јавно предпријатие Енерго Прилеп со нискоградба за да го реализира овој голем и надежен проект што сите го очекуваме. Мислам дека за оваа година од буџетот издвоивме 5 милиони денари токму за проектната документација за реализација на секундарната гасификациона мрежа. Таа е во постапка, мислам дека во наредните 5-6 месеци тоа ќе биде завршено и чекаме да заврши овој магистралниот гасовод до Прилеп и да почнеме да го реализираме нашиот дел. Сите знаеме кои се придобивките. Мислам дека и јавните институции, и стопанските субјекти во градот, и домаќинствата ќе ги имаат бенефитите од донесувањето на гасот во Прилеп.